почитувани представници на медиумите. Општина Струмица со сите ресурси кои што ги има на располагање е максимално вклучена во спроведувањето на мерките на владата на Република Северна Македонија, но и презеде мерки дополнителни за спречување на ширењето на коронавирусот. Секојдневно ја следиме состојбата, одржуваме координативни состаноци со представниците на општинските и јавните предпријатија, институции и организации и ги утврдуваме мерките за кои што сметаме дека превентивно ќе делуваат. Формирани се мобилни тимови од волонтери кои што сами се пријавија во општината и волонтери од Општинскиот Црвен крст за доставување прехранбени производи, лекови, средства за лична хигиена и други намирници на стари лица, хронично болни, лица со попреченост, а со цел нивна заштита од потенцијалниот ризик истите да се заразат од вирусот COVID-19. Тие веќе се на терен и ја спроведуваат оваа мера. Вчера, уште во раните утрински часови е извршена дезинфекција со машини и рачно на плоштадот, поголемите јавни површини, најфреквентните улици и целата урбана опрема. Дезинфекцијата продолжува и не само во градот, туку и во сите населени места, а ја вршат јавното предпријатие за комунални дејности Комунарец и противпожарната единица. Во тек е дезинфекција на сите основни и средни училишта и на сите клонови на градинките, на градинката Детска радост, како и на административните простории на општина Струмица. Ќе се дезинфицира и домот на АРМ и големата сала ќе биде подготвена и ставена на располагање на здравствените институции доколку постои потреба за тоа. Се вршат засилени инспекцијски контроли за сузбивање на дивите продавачи кои продаваат на јавните површини, а се потенцијален ризик за здравјето на граѓаните. Следејќи ја актуелната состојба со мојот тим, ги утврдуваме економските мерки кои би ги презела општината, а би биле во насока на убlažување на последиците врз реалниот сектор, секако во рамките на нејзините можности и ингеренции, а кои дополнително ќе бидат презентирани. Оваа се мерките кои засега ги спроведува општина Струмица. Ќе ја следиме состојбата и понатаму и во зависност од неа ќе ги надополнуваме превентивните мерки за заштита на здравјето на нашите граѓани. Дозволете ми во оваа ситуација, кога училиштата не работат, а децата, односно нивното ментално и физичко здравје се наш приоритет, да ги повикам сите ученици да ја користат платформата за онлайн предавања на Министерството за образование и наука преку проектот ТВ Училница, кој се емитува на Македонската радиотелевизија секој работен ден во 10:30 часот. Исто така ги повикувам да ги користат дигиталните платформи кои што се објавени на страницата на Министерството за образование и наука и апелирам до наставниците, учениците и родителите да ги користат овие платформи. Истовремено апелирам до сите граѓани сериозно да ги почитуваат и следат мерките на владата на Република Северна Македонија, да останат во своите домови, за да ги избегнат и најмалите ризици, за да го заштитат собственото здравје, здравјето на најблиските и на своите сограѓани. Да покажеме поголема свест и одговорност, затоа што јавното здравје зависи од сите нас. Јас сум градоначалник, но и лекар по професија, за кого здравјето на граѓаните ми е пред себе. Следејќи ја актуелната состојба, подготвен сум и стојам на располагање на здравствените институции како лекар, доколку за тоа има потреба, бидејќи така ќе го дадам и мојот најголем влог во заштита на здравјето на моите сограѓани. Здравјето пред се и над се. Тоа е нашето најголемо богатство.